Почитувани гледачи, следите уште една епизода Новинарски муабети. Со мене денеска во студиото Јелена Богоевиќ, една од најшармантните и најпитомите дами кои што можеме да ги видиме секојдневно скоро на телевизиските екрани. И можам да кажам дека таа фреквенција, вибрација која што мене ми ја даваш како тебе лице, како колешка и како кога сум од другата страна како гледач е дека навистина се една од најшармантните водителки на нашата сцена. И сега, освен водителството, не сум баш толку запознаена со твојот пат, трасирање до новинарството и како се реализираше нели како водителка, па еве за почеток ќе те замолам малку повеќе да ни го кажеш твојот почеток во новинарството и од кога се роди амбицијата да се занимаваш токму со оваа дејност. Да, најпрво ти благодарам многу за убавите зборови. Јас секогаш пријатно се чувствувам во твое друштво и некако на слична вибрација или енергија сме, како што спомна и ти самата. Ти благодарам и за поканата. Инаку новинарството дојде некако природно, спонтано. Јас од најрана возраст, од почетоците на основно училиште, бев пред камери. Тоа беа реклами, спотови, детска серија Наше мало. Таму исто имав и во некои епизоди една од главните улоги, па и споредни. Во 2 сезони глумев таму. Потоа во краткометражен филм Бубачки од истиот режисер Игор Иванов Изи од Наше мало режисерот. И тогаш прва љубов ми беше глумата. И некако сакав во тие води да продолжам. Ме влечеше снимање на сет. Дали е тоа сет за снимање на филм, на серија, на реклама, буквално магијата ми се допадна од снимање, од актерство и понатаму имав уште некои реклами. Во меѓувреме во средно училиште имаше аудиција, да, средно бев тогаш, аудиција за временска прогноза на Канал 5. И тогаш повторнете, да речеме, бев пред камери, тоа ми беше некој, да кажеме, прв посериозен ТВ проект и после тоа дојде спонтано исто, после неколку години студирањето новинарство, спонтано велам затоа што се мислев и за ФДУ, во меѓувреме таа година кога се запишував, не прима нови актери, знам на неколку години беа тогаш уписи и се откажав од ФДУ, ми остана тоа како некоја желба од детството, но ме влечеше во исто време и новинарството, бидејќи претходно си имав пробана како водителка на временска прогноза. И решив да отидам на новинарство, после мастер ми беше меѓународно право на истиот факултет, на правен факултет во чии што склоп е и новинарството. И по факултетот или некаде при крај на факултет, така на мастер студии кога бев, имаше аудиција за вчерашни новости, хумористичниот проект кој што верувам дека многу ми го паметат, се емитуваше и на Телма и на Канал 5, на YouTube исто, по социјални мрежи беше хит, неколку години траеше таа приказна. Потоа прекина нели да се снима, да се емитува и инаку имам во меѓувреме работено и во радио, таму исто ми се допаѓаше, да кажам, и таа магија на радиото, но сепак камерите ги сакав повеќе. И во Сител телевизија сум веќе со проектот Магазин, со таа емисија од 10 часот наутро, веќе 6 години. Можам да кажам дека најдолго сум на едно место во една куќа кога се работи за новинарството. Шармот ми се чини кај тебе произлегува од твојата опуштеност и навистина се гледа дека уживаш додека ја водиш емисијата. Од каде доаѓа опуштеноста? И јас, например, имав искуство, гостував кај тебе во емисијата Токму Магазин, што е спомна на телевизија Сител, и тогаш навистина почувствував една општа опуштеност, опуштена атмосфера и кај гостите и кај водителот, немаше никаква напнадност и покрај тоа што бевме нели во живо во програма. Дали тоа справување со тремата, затоа што верувам дека сите кога ќе застанеме пред екраните, односно пред камерите, имаме некоја доза на одговорност, па тоа ја создава и таа блага позитивна трема. Дали актерството и тоа што си од мала, да речам, во тој свет на јавноста ти помогна некако да го менаџираш и тремата и да бидеш опуштена и веќе да дојдеш со некој бекграунд пред кога почна да работиш како водител, како телевизиски новинар? Така, мислам дека дарбата, талентот, да, постојат, се пресудни, мора од негде да се почне, да имаш нешто во себе, некоја дарба. Но сепак искуството си го прави своето и мислам дека токму тоа што од
мали нозе сум била пред камери, сум работела со голема екипа на актери, актерки, сум учела од нив, па подоцна и од новинарските кругови, од новинари, од водители сум гледала и сум некако и тоа во себе што сум го имала, сум го покажувала и со тек на време таа трема што велиш ти и да ја има, не дека не постои ради одговорноста, поради нели професионалноста, сакаш се да е во најдобар ред, поготово ако е нешто во живо, тогаш уште повеќе внимаваш, уште поголема е одговорноста, но сметам дека се учи, се со тек на време поминува и некако може да се замаскира, дури да постои тој стрес или таа некоја доза на трема од X причини. Може тоа да биде некогаш ради мене, може некогаш да биде поради гостинот нешто да има некаков проблем или технички проблеми да има, комуникација со режија, прекин на слика, тон, нели се случува кога си во живо. Да. Ама се менаџира тоа некако со тек на време, учиш да се стабилизираш, да останеш сталожен, да се смируваш и сам себе некогаш. Некој внатрешен глас да ти вели смири се полека, се ќе биде добро, се е во ред и така. Так, ги имаме тие внатрешни борби и јас ги чувствувам секој пат кога ќе се уклучи камерата, без разлика на тоа што можеби имам снимено преку 1000 интервјуа во животот, меѓутоа сепак е присутна тој психолошки конфликт, таа внатрешна борба или таа одговорност што ја спомна ти и таа предпазливост да не се случи некоја непредвидена ситуација која што ќе ја уништи програмата, односно сценариото или проектот на кој што работиме. Оно што кај тебе е доста специфично е што на почетокот кога почна да зборуваш ми се представи како водителка. Многу често кога зборувам со новинари кои што водат програми, ми велат јас преферирам да се представам како водител. Меѓутоа сум размислувала многу дека има разлика помеѓу тоа дали ќе си водител на квиз на знаење или ќе си водител на новинарска програма која што се емитува на телевизија. Што е тоа што го прави водителот новинар во исто време? Затоа што ти си водител и новинар, што е тоа што го разликува водителот новинар од сите оние други типови на водители кои што ги имаме на некои други забавни програми? Па кога ќе се каже и водител и новинар, можеби голема тежина носи, поголема тежина зборот новинар, затоа што тука веројатно треба и повеќе да се истражува и за гостинот, да си подготвен, да ја разбираш тематиката, содржината на она што го зборуваш. Не е дека пример ако водиш квиз, нели тука е поразлично, или ако водиш некоја забавна програма кај што нема многу истражување или нема многу подготовки, тоа може би да се речете само водител, а ова што го каже и ти новинар, мислам дека сепак кога ќе се каже новинар, тука многу некако подлабоко се мисли, повеќе тежина се дава на зборот во однос на тоа дека требаете да си, ако имаш гостин или ако зборуваш на некоја тема, да си доста начитан, подготвен, не дека знаеме се, мислам, новинарите воопшто не знаеме се, но затоа и треба да читаме, да учиме, да се подготвиме, тоа е всушност професионалноста и одговорноста. Пред да излезеш пред камери или небитно дали е тоа радио, дали е печатен медиум, сепак треба да ја истражиш темата. Еден од коментарите најчести што го добивам од гостите кога ќе ми кажат, и тоа ми е најголема пофалба, дека сум се подготвила за нив и тоа им е мило. И тоа се чувствува дека знаат и некогаш да бидат изненадени како некои информации знам за нив, но јас велам тоа мене ми е работа, јас тоа го доживувам како моја професија, моја одговорност и не би си дозволила да е поинаку. Дури нешто да не знам за нив, ќе ги прашам, но нема да кажам нешто што нема врска со нив или да ги навредам со некоја информација што воопшто нема допирна точка со нив. Затоа мислам тука е подготвеноста и она копање по информации цело време за да се дознае нешто, да се открие нешто, да не навлегувам и за истражувачко новинарство, тоа е па навистина уште потешко некоја гранка на професијата што стварно е за почит.
Ја работиме сличната техника во новинарството и ти ги работиш интервјуата и јас горе-доле емисиите ми се на принцип интервју и обично имам 1 до 2 гости и ова што го кажа многу е важна и подготовката и истражувањето. Ме интересира твојот личен пример да ни го кажеш и да ни го посочиш што е тоа што од информациите сите што ќе ги дознаеме за соговорникот, за темата што сме ја избрале, избираш дека е релевантно, а што е тоа што сметаш дека можеби е невкусно да му го поставиш на гостинот како прашање или едноставно не е тема која што би требало да биде од интерес на јавноста. Како ја правиш тој избор и таа селекција помеѓу тоа што е важно да се праша во едно интервју, а што е тоа што е неважно и покрај тоа што нели преку истражувањето си дошла до некои податоци за самата тема што обработуваш? Да, па за секој гостин е различно, нели секоја личност сака да се прикаже во различно светло. За некого е битно да промовира, да речеме, песна, за некого е битно да најави нова представа, за некого е битно да, ако е спортист, да речеме, да најави некој надпревар или да дојде да се пофали со освоено место, со медали. Секогаш гледам тоа што им е најбитно на гостите кои што доаѓаат, да ги истакнеме нивните успеси, она за што дошле, она за што сме се договориле да дојдат. Не е поентата само да ги викнеме ајде дојди нешто да испромовираш, да поразговараме, а потоа текот на емисијата да се смени и да се зборува за теми кои што се небитни, да речеме, за него. Можеби, пак ќе речам, зависи од публиката, од јавноста, можеби за јавноста ќе биде битно да знае и нешто поинтимно, нешто приватно за човекот, да, но доколку му е пријатно и згодно на човекот да зборува за тоа, не е поентата гостино да го понижиме или да му се подсмеваме, или да дојде само еднаш во емисија и повеќе да не сака да те види, да не сака да ти дојде, иако има такви, сме биле сведоци на такви емисии, на такви водители, но за мене тоа не е етички. Пред се како човек, не само во новинарството да не зборуваме дека како новинар не треба да си дозволиш да го подценуваш или понижуваш гостино, туку и пред се како човек. Бидејќи сепак гледам со секого да имам некоја пријателска врска, нормална, убава комуникација, зошто да не се видиме после тоа повторно, да си поразговараме, да се насмееме, да имаме некој пријателски однос, зошто да немаме и убаво интервју повторно во иднина. Ако тие се чувствуваат комфорно и опуштено пред мене, релаксирано, ако се чувствуваат сигурно да знаат дека јас нема да им поставувам прашања кои што се безобразни, вулгарни, кои што се под ниво, кои што се под чест, мислам и на мене да ги поставам, а и тие не би сакале да ги одговорат, сепак внимавам. Дури со некои гости знаеме да се договориме, да речеме и однапред, ако некоја тема не сака да се спомне, јас тоа ќе го почитувам. Некоја тема што им е премногу лична или не сака да откриваат некои детали од приватниот, од емотивниот дел, тогаш тука се сложувам дека треба да се отстапи и да имал нели новинарот намера да постави некој прашање, ако гостинот сепак избегнува, тогаш тоа е негово право, негова желба, на крајот од денот зашто тој ќе зборува, не може со сила да се натера да зборува за нешто што не сака. Така. Како телевизиски новинар, многу чисто го слушам, ја слушам таа гласина, можам повеќе да кажам, дека на телевизиските новинари е многу полесно, особено ако работат во студио, затоа што сликата што се представува и самата телевизија како медиум некако изискува од новинарите кои што работат на телевизија секогаш да се средени, дотерани, да се насмејани, да изгледаат свежо и така натаму. Дури има и цел сегмент кој што телевизиските новинари го посветуваат токму на тоа како визуелно изгледаат на телевизија, што со право е нели така, бидејќи визуелен медиум е самата телевизија. Од друга страна, кога ќе ги видите оние новинари на терен, кои што навистина известуваат репортери од пожари и така натаму се наоѓаат во секаква ситуација, и кога ќе се направи некоја споредба, си велат многу им е полесно на телевизиските новинари. Меѓутоа, твое лично искуство, дали навистина е така, затоа што не верувам дека може да биде лесно да си во живо во програма и да водиш контрола за секој јавно кажан збор кој што не може да се врати при тоа. Друго е нели да снимаме емисија, па може во монтажа нешто и да се исече и да се исфрли доколку не било кажано како што треба, меѓутоа како изгледа тој адреналин кога снимаш во живо и дали е вистина тоа дека на телевизиските новинари има баш така лесно како што се претпоставува, да речем, во општата популација? Да, не би рекла дека им е лесно.
особено ето тие причини подготовките, нели, ќе речат ете они изгледаат скоцкано средено, фризура, шминка, облека и толку е, тоа е само дел од подготовките. Не можам да кажам што е потешко, затоа што јас не сум нели новинар, не сум репортер на терен. Гледам дека е тешко, слушам од колегите дали известуваат за некое невреме или пожар, поплава, трагедија ако се случи со загубени животи. Не можам ни да замислам како им е нели во кожата си на луѓе кои што сето тоа го гледаат, го проживуваат бидејќи тие се луѓе. Да, новинарот треба да е професионалец, но не може и да не почувствува на своја кожа некогаш, да не пушти солза, да му се растрепери гласот во такви ситуации, така што верувам дека им е тешко. Но кога си во студио, не можам да кажам пак дека е лесно. Од моје искуство јас сметам дека треба доста подготовка и за гостинот и себе си, нели, да се подготвиш пред тоа, да бидеш смирен, сталожен, да знаеш дека работите се под контрола, материјали што си подготвил, да ги префрлиш, да во режија има се подготвено што е од видео материјали, да речеме слики, бидејќи кога се осмислува цела емисија не мислиш само на интервјуто како разговор, туку и на оние материјали кои што одат во позадина, па што кога да се пушти, колку време ќе има, некогаш дали ќе трае подолго емисијата, пократко емисијата, да го осмислиш концептот и разговорот, а особено кога е во живо и оној збор, како што каже ти, што не можеш да го вратиш, тука е голема одговорноста и постои доза на стрес, нели, пред секое вклучување. И кога се зборува да се внимава што и како се зборува, одговорноста е голема за секој збор кој што е јавно кажан. Така што не е во ниеден случај лесно, а да не зборуваме и за оној дел кој што се случува позади камерите, што никој не го гледа, каде што може да има и некоја стресна ситуација, некоја дискусија, некој проблем, без разлика каков, дали технички, дали помеѓу луѓето комуникација, дали приватен проблем, нели, самиот водител, новинар и самиот гостин кој што доаѓа, секој со некаква своја позадина која што никој не ја гледа и никој не знае дали, не знам, предходниот ден новинарот се нервирал или можел да спие вечерта или не можел да спие, а пак станал утре дента да биде свеж пред камерите, нели, на малите екрани да изгледа сето тоа свежо, убаво, скоцкано, а можеби да речеме претходната вечер се нервирал нешто или плачал новинарот. Или тоа се сепак некои работи кои што не треба да ги интересира публиката, професионалци сме. Тоа што си го имаме или приватно го делуваме, а професионално се трудиме максимално да изгледаме добро. Сега понекогаш може да се забележи нешто што, нели, не знам дали некој мозолче, бубулица, па не знам подочњаци, па отеченост, мислам физички да се види некоја промена на лицето, што и тоа е човечки. Нормално и човечки. Ти спомна една многу убава реченица, тоа не треба да интересира публиката. Јас како новинар кој што работел претходно и во забавни редакции, многу чисто забележувам дека во последно време, особено телевизиските новинари ја имаат таа судбина да бидат вовлекувани во естрада и веќе во забавните магазини и новинарите многу се интересираат за приватните животи на новинарите кои што се особено, да речам, на малите екрани и телевизиските лица. Дали сметаш дека тоа оправдано треба да биде данокот на професијата и како да се заштитиме, односно како да се заштитиш ти и твоите колеги кои што се, да речам, константно изложени на една инвазија во приватниот живот и покрај тоа што понекогаш и не сакате да бидете, нели, дел од некој простор, како да се заштитат новинарите од таа негативна, можам да кажам, пракса да се вовлекуваат водители новинари во естрада и да се премногу чепка во некои лични приказни кои што не треба да интересираат јавноста едноставно. Искрено не знам дали може да се заштитат, бидејќи јас и на своја кожа сум почувствувала да видам како некои невистини трачеви има по медиуми, пишани, електронски медиуми, да прочитам нешто за себе што воопшто нема врска, па потоа тие тоа да го повлечат, да се извинат, имало такви ситуации и сум си рекла, ете па јас сум човек кој што немал некои скандали, не правил ништо, не направил нешто лошо на другите, сега да
сум повредила некого па тие да пишуваат за мене, да сум наштетила, да сум навредила некого па тие да пишуваат за мене. Немале причина никаква да пишуваат за мене, нити сум имала јас во тој момент, не знам, некоја скандалозна ситуација, па пак сум видела невистина. И затоа сум сватила дека не можеш 100% да се заштитиш, бидејќи дури да не правиш ништо, дури и да немаш некои трачеви инциденти зад себе, некои дамки во своето минато, сепак може нешто да се извади од контекст, може нешто да се напише што не е точно и едноставно го сватив тоа дека некој го прави за своја корист, да има тука кликови, лајкови, да тоа биде читано и што да се напише ако не измислица, нели ако не можеш да напишеш нешто убаво за човекот. Јас би рекла, подобро не пишувај ништо, бидејќи јас никогаш не сум ни барала од луѓе да пишуваат убави работи за мене или да ме фалат, не мораш тогаш пак ни да пишуваш нешто лошо и негативно, посебно ако нема потреба, нели? Друга е ситуација кога, некој политичар нешто ќе сгреши, ќе направи нешто што не е фер кон граѓаните или кон некоја општина или кон државата, па сега нели новинарите критикуваат, пишуваат за општо добро на народот, а вака да критикуваш и да оцрнуваш некого што ни крив ни должен и него ни познаваш, можеби? Точно, него ни познаваш. Да, тоа е многу честа негативна пракса и мислам дека навистина треба да се на некој начин алудира, да се подигне свеста и совесноста кај новинарите кога веќе се пишува за туѓи човечки животи, дека се определуваат судбини и дека не е лесно да дадете некој невистинит суд за некого, затоа што тоа навистина може да остави последица, сепак станува збор за човечки живот и човечка судбина, не пишуваме за роба, за производи, не рекламираме производи, туку сепак пишуваме нели за човек и за некој кој што има емоции и чувствува. И да погоди цело семејство негово, не само него, туку и блиските. Баш так. Со однос на тоа дека работиш сега во телевизија и сама кажа дека си етаблирана веќе на проектот Магазин и веќе подолго време си телевизиски новинар, се профилираш како телевизиски новинар, многу често во последно време се зборува за тоа дека некако телевизијата како класичен медиум како да се напушта под влијание на социјалните мрежи, дека се повеќе информациите и медиумскиот свет се пренесува токму во таа виртуелна реалност, вештачка интелигенција, социјалните мрежи или си го прават своето влијание кај публиката. Што би работела доколку не би била телевизиски водител? Дали се замислуваш во некоја друго светло, имаш неостварени желби кога е новинарството во прашање или сепак се држиш доследно до својата примарна желба? Па да, се држам за оваа примарна желба, но кога би требало да бирам нешто друго и така како опција да не сум телевизиски новинар, радиото секако ми е љубов од порано, но и подкаст би водела, бидејќи гледам дека сега се повеќе луѓе, се повеќе водители, новинари, дали се актери, дали се пејачки, без разлика имаат своји подкасти, па и спортисти дури има и такви подкасти каде што оние кои што водат се спортисти. Во тоа би се пробала, да речеме, во таа сфера, доколку не сум телевизиски новинар, сум била гостинка на подкаст, но не сум била баш водител на подкаст, нели да имам некој свој подкаст каде што јас ке можам за се да одлучувам, да уредувам. Так. И тоа би било интересно. Баш ти го посакувам тоа од срце. Ти благодарам. Јас кога ги бирам гостите за мојот подкаст, секогаш гледам да се луѓе кои што имаат што да кажат и со својот пример да покажат како нешто треба, со однос на тоа дека ова е подкаст кој што релативно се занимава со новинарските приказни на млади новинари. Целта е да се инспирираат и другите млади да тргнат по истата патека. Тоа е мојот репер, мојот критериум како јас ги избирам гостите. Какво е твоето искуство? Врз база на што ги избираш гостите? Дали е тоа само темата или инспиративната лична приказна што ја имаат? Или можеби ефектот што сакаш да го постигнеш со некое гостување? Да, па повеќе работи се тука, некогаш и самата личност, доколку е докажана, веќе истакната, има зад себе многу работи, и да каже, и да покаже, и нешто ново ако има да испромовира, но ги канам и оние кои што се помалку искусни, токму од причина што сакаме да ги испромовираме, да им дадеме шанса на младите, на некои што не се може би толку истакнати, етаблирани, не се толку докажани, дали на естрадата или театарската, филмска сцена, без разлика каде. Има многу млади таленти и спортисти, и уметници кои што вреди да бидат
слушнати и видени, имаат некоја инспиративна животна приказна која што треба да се слушне. Така што пак зависи од групата на гости, но имаме и попознати, да речеме, попопуларни кои што ги каниме, но и не толку познати во јавноста, а сепак на самите почетоци веќе ветуваат дека имаат многу што да покажат на Македонија, дека имаат преголем талент и успеси кои што и допрва ќе ги редат. Дали планираш повторно да се вратиш на актирството, на глумата и дали воопшто планираш некогаш да го напуштиш новинарството? Јас обично гостите ги прашувам кај се гледаш за 5 години од сега. Со тоа сакам да ми дадат до знање дали се гледаат да останат и да опстојат во новинарството или можеби би избрале некоја друга попривлечна професија, со однос на тоа дека примерно си актерка, дали повторно би се вратила на актирството доколку не се занимаваш со новинарството? Па би сакала да продолжам да се занимавам со новинарството, веќе некако навлегов во оваа професија и се пронаоѓам во неа, но не значи дека би исклучила можноста доколку утре има аудиција за некоја женска улога која што мене ми изгледа привлечно и интересно, можеби повторно би се пријавила, би отишла да поразговарам, да видам за што се работи, какво е сценариото, каков е филмот или за можеби и серија, не знам, зашто и да се работи, никогаш не вели никогаш, бидејќи често пати добивам коментари од луѓе од таа сфера, од театар, филм, дали се тоа актери, режисери кои што ме знаат од малечка и кога тие ќе ми кажат, имаше потенцијал, зошто не стана актерка, зошто не запиша ФДУ, кога тие ќе ми кажат такво нешто, некако ме освестуваат и ме враќаат во детството, во тие порани по млади години и си велам, па зошто да не? И самите знаат да ми кажат, ако има шанса, пробај, види, барем за некоја улога, некаде ти се оствари тој сон. Так. За крај, во интерес на времето, која е твојата порака што би сакала да ја испратиш на младите потенцијални новинари или сите гледачи, нашата млада публика која што ќе го гледа овој подкаст и можеби ќе се инспирира од твојата животна приказна и ќе сака утре да биде како тебе и да го следи твојот новинарски пат? Што е најважно како карактеристика можеби, како специфика на еден човек, како талент или како школа, што е најважно еден млад човек да има за да се занимава со новинарството на начин на кој што ти се занимаваш? Па желба за вистина, пред се да кажуваат вистина, да не шират лаги, дезинформации, како што некои колеги го правеле, тоа сме гледале низ годините, и ние сме биле ударни или како што кажавме предходно на некои негативни коментари, невистини што се шират, значи пред се вистината, желбата за правда, тука исто мислам дека игра голема улога, да бидеш правичен и пред себе и пред другиот, да бидеш коректен, да гледаш и со оние кои што се гости, соговорници, да бидеш коректен, да знаеш дека имаш одговорност секогаш и пред себе и пред другите, значи и пред гостинот и пред публиката. И да останеш доследен на тие некои принципи етички, морални, но мислам дека тоа мора да се има и во себе. Тоа се поттекнува, верувам, од некое семејно воспитување, а потоа и се учи на факултет. Но ако го немаш тоа во себе, некое воспитување, некоја култура, тешко дека ќе се научи само на факултет. Пред се да се задржи таа некоја добрина и правдолюбивост во себе си, професионалност секако. И да не се слушаат тугите коментари во смисла ако некој ги одвлекува од таа професија, да не слушаат. Ако навистина сакаат да се запишат на новинарство и да го работат тоа, да го учат тоа, да го работат до крај. Ова е навистина содржаен разговор, меѓутоа за мене беше како заедничка медитација, затоа што со твојата смирувачка енергија навистина многу придонесе енергијата во студиото да се подобри. Верувам дека тоа и ќе го регистрира камерата и дека ќе ја пренесе истата енергија и на нашите гледачи. Те очекувам повторно кај мене во студиото со некој нов проект или со нешто ново што ќе имаш да го презентираш. Ти благодарам за твоето одвоено време. Ти благодарам за поканата.